За околу 3 години треба да се реализира проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Кочани. Управниот одбор на проектот ја одржа првата работна седница, со што и практично е означен почетокот на неговото спроведување на терен. Како што е познато, финансиската помош ја обезбеди владата на Швајцарија, која дава грант од 21 милион швајцарски франци, а остатокот од околу 2 милиони евра се од буџетот на Република Македонија. На состанокот во локалната самоуправа се разгледуваа прашања и активности што можат да се појават во почетната фаза, а за кои според представникот на швајцарската амбасада е постигната заедничка согласност. Бевме во состојба да веќе расчистиме некои работи, некои проблеми кои што се многу важни за понатамошниот тек на реализацијата на проектот. Се на се има многу добро чувство и навистина се радувам на годините што следат во реализацијата на овој проект. Од Министерството за животна средина исто така беше искажено задоволство од почетните договарања за реализација на проектот за пречистителната станица, поради што се очекува нејзината изградба да тече според планираните рокови. Секој почеток е тежок, но доколку се предвидат работите како ќе течат и како ќе оди динамиката на проектот, дотолку пак и по-добро ќе се движат и понатака работите во текот на оваа година и во текот на следната година. Аспектите беа и од финансиска проблематика, и од техничка, и од набавна, да кажем, и од работна. Се на се добро поминатме, јас верувам дека имаме добра атмосфера, имаме добар тим, каде што и со поддршка на локалната самоуправа и ние како централна власт ќе добиеме еден успешен проект, една убава капитална, да речам, пречистителна станица во овој дел на Македонија. Партнер во реализацијата на проектот е и општина Кочани, за чии жители оваа инвестиција ќе обезбеди капитален објект за заштита на животната средина. Крајниот рок за завршување на пречистителната станица е до декември 2018 година. Неколку месеци се веќе одминати од овој проект и отпочнуваме со реалната работа и на терена, за кратко време ќе се распишат и првите тендери, за да може при крајот на годината да излезе механизацијата и на терен за да се отпочнат работите. Имавме воедначени ставови помеѓу сите кои што се присутни во управниот одбор. Имаше презентација од страна на консултантот и донаторот, представниците на швајцарската амбасада и представниците од Министерството за животна средина и просторно планирање и ние како локална самоуправа најдовме еден заеднички јазик како да се продолжи понатаму. Изградбата на станицата за прочистување на отпадните води заедно со колекторски систем и придружна опрема е дел од проектот за управување со сливот на Брегалница, што го поддржува швајцарската влада. Слични, но нешто помали објекти ќе се градат и во соседните општини Берово, Карбинци и Чешиново Облешево, за што веќе се потпишени договори со швајцарската амбасада за доделување на финансиските средства.